Ние несомнено, како уреднички колегиум или медиум Слободен печат, ги поддржуваме уставните промени, затоа што сметаме дека е тоа за жал, ќе кажам за жал, затоа што се одвиваат на начин на кој се одвиваат, под присила со внатрешни отпори, меѓутоа ние немаме друг пат, немаме друга алтернатива. Во денешнината Европската Унија и незините членки по сите параметри, дали станува збор за стандард, здравствена заштита, образование, безбедност, сигурност на улица, проценти на криминал и така натаму, е најпросперитетното општество на куглава наша земја. Ние тежнееме да станеме дел од тој клуб, постојат горки пилули што треба да ги проголтаме, меѓутоа и тие горки пилули, знаете, и од тоа се направи фама. Каква е тоа горка пилула, доколку вие на одреден национ, колкав и год да е неговиот број во нашата земја, му ги дадете елементарните права за гарантирани со устав. Јас тоа го гледам како цивилизацијска придобивка, а не како намалување на правата на останатите нации што живеат во Македонија. А за да тоа го илустрирам, прост еден пример со колегата Џабир Дерала, кога зборуваме по телефон, пред нека вечер пребројавме дека 6 јазици употребуваме и изрази. И разговорот звучеше шизофрено, меѓутоа граѓанските слободи, мои и негови лични, ни дават за право да комуницираме на начин за кој сметаме дека најдобро ќе се разбереме. Не ви треба устав за тоа? Не ни треба устав за тоа. Значи, повторувам, давањето права или внесувањето на било која нација, во конкретниот случај бугарите и некои други постојат предлози и така натаму, нема да ги намали правата на сите други нации кои живеат во Македонија. И затоа сметам дека е тоа неопходно да се направи. Од друга страна, балканската, да не зборувам европската или светската историја, не учи дека секогаш големите ништожници посегнувале по национот и националното, имено во негова заштита, одбрана и така натаму, во недостаток на свежа политичка идеја која би била курентна на политичкиот пазар. Се сеќавате на тиранските платформи пред некоја година и на такви останати небулозни тези кои внесоа немир во општеството. Ерол што спомна нашата слика во европските престолнини е таква каква е благодарение на нас, не поради нив. Ние се представуваме како диво племе кое во своите идеи се бави со историјата од 12, 13, 15 век или 3 век пред наша ера, антиквизација, оние шизофрени градби по Скопје и така натаму. Значи, ние сме најголемиот непријател кон нас самите. Во Радован Треći, она представа од Душко Ковачевиќ, ја завршува представата, века, не ни треба ни надворешен, ни внатрешен непријател. Најлошо е кога сме ние околу нас. Е, тоа нас ни се случува сега. Предпоставувам дека разните политички, сега знаете како, со пласмане на разни вести, дали од властите или од опозицијата, секој сепак гледа и да добие нешто на своето политичко конто. Тука имате несувисли или како би се изразил, ајде благо кажано, чудни изјави по прашање на уставните промени со давање некакви нејасни формулации до граѓанството, нормално, пошто се обраќаат на граѓанството, а очекуваат од граѓанството да им возврати или со љубов или со разбирање за нешто што ни самите не го разбираат или знаат, како правец, идеја, постапка и така натаму. Да скратам, сметам дека уставните промени, повторувам, треба да се поддржат и ова ние, дали ова влада или некоја идна, ние не ги менуваме нашите ставови према власта или према опозицијата, затоа имаме независна уредувачка политика и уреднички колегиум кој е апсолутно согласен да сегашната идеја се поддржи со известување во насока на успешноста на уставните промени. Гледајќи го историскиот контекст
na Македонија, барањата кон Македонија, значи не само Бугарија бара, Бугарија како членка на Европска унија бара промени, значи Европска унија стои позади тие промени околу уставот, а не само Бугарија. Инаку би бил билатерален спор, не би се мешала и Европска унија со своите тела и така натаму, за да ова се дојде и поддршка несомнена кон нашата земја. Значи, историскиот контекст визави војната во Украина, моментот кога некои работи треба во даден временски интервал да се завршат, нас баш и не ни одат во прилог, затоа што овдека постои мислење дека ние можеме бесконечно да разговараме со представниците на Европската унија или Бугарија и на крај да испаднеме и тарпео и да ги надмудриме, нели? И дека они ќе дигнат раце од нас. Они ако дигнат раце од нас, што спомна Ерол, ние не сме моćни да бидеме, или Зоран, не сме моćни да бидеме неутрални, бидејќи треба да се живее од нешто. Претходно кажав дека најпросперитетното општество од кога постои светот и векот е Европска унија, со сите своји права, слободи, економски, политички и така натаму, ние немаме избор. Од друга страна, повторно ќе се надоврзам на оно што го кажав околу ништожништвото и злоупотреба на националните наративи. Јас не знам како нашиот народ не се замори повеќе од тоа што некој го брани од некои духови од минатото со обид да се оживаат во денешницата, а со тоа се губи време. Драгоцено време. Јас се плашам да еден ден Европска унија не симне од листата не на приоритети, него од листата на настани за кој она заинтересирана да тој дел од нејзиниот двор се среди со предпоставка да станеме еден ден членка на Европска унија, предпоставам заедно со другите земји на Западен Балкан. Се има свој временски историски контекст. Лично сметам, ако ова се пропушти, ќе се случи истото што се случи во Букурешт 2008 година, значи 3-14-15 години тапкавме уместо за да се реши еден проблем на многу елегантен начин, како што гледачите или слушателите гледат или слушаат, јас зборувам македонски јазик, ниту таа спогодба со Грција, националниот, етничкиот или било каквиот идентитет мене ми го наруши, нити ќе ми го наруши. Моите граѓански права и слободи се тие кои се во обем кој нашиот устав ги предвидува и знаете како, не ми е јасно како нашата нација конечно, кога ќе кажам нација, мислам на вкупниот нација, не само на македонци, турци, све што е во устав и вон устав, секој индивидо, како не им е досадно од слушање на празни приказни и вметнување на страв, наместо на народот да му се даде работа и леб. Па ќе видите како ќе размислува поинаку и многу порационално и така натаму. Отпорите кон сите овие процеси се разберливи, пошто тоа е една матрица на однесување, зборам конкретно за опозицијата, секогаш за се спротивна во однос на власта, каква год да е власта заслужува други критики, меѓу конкретниот случај зборуваме за уставните промени. Вие рековте што после избори, кој е планот Б? Еве, нема да ги изгласаме, ке се налутиме на бугарите и на Европска унија, не сакаме. Добро, каде ке припаѓаме? Имаме војска да се одбраниме? Немаме. Противпожарна бригада. Па да, НАТО додека дојде, веќе ке не нема. НАТО е за порешната стабилност. Имаме економија која е конкурентна во регионални, значи во нашите 4 околни граници, конкурентна економија. Немаме. Не можеме да се луѓе по нашата, по економските параметри, не сме во состојба сами да се прехраниме. Значи да произведеме жито, зеленчук и месо доволни за 1.650.000 луѓе. До пред 15-20 години бевме 2.100.000, денеска сме 1.650.000. Четвртина население од разноразните усреќители и визионери, сопствениот народ го избрка од сопствената држава да земе карта во еден правец и никогаш повеќе да не се врати.
baš pоради ваквото однесување, значи секакво политичко неодговорно однесување, верувајте ќе има последица која после ќе биде изразена и пресметлива и во бројки и штета, која во крајна линија на секој граѓанин пер капита ќе се ефектуира еден ден кога ќе се направи таа математика. Па јас како представник на нашиот медиум не би се упуштил во предвидувања и прогнози. Ние обично сакаме да ја слушнеме веста или да ја сочиниме веста во изворна форма, па потоа нашите уредници, коментатори да напишат свој стави или уреднички стави и така натаму. Како што реков, ние веруваме во елементарната рационалност на нашите политичари да ја повлечат оваа земја кон прогрес, кон видлив прогрес. Една од постапките која треба да се спроведе за да тргнеме конечно кон тој прогрес е уставната промена. Доколку тоа не се направи, ќе изгубиме многу време, како што сме и губеле до сега. Веројатно сме една од ретките земји кај што времето е најевтино. Уствари, всушност не е така, го плаќаме на некои други начини, на некои други, со некои други сметки. Искрено верувам дека рационалноста ќе проработи и дека тие уставни измени ќе се изгласат. А ние како медиум секојдневно ќе ги пратиме и активностите и на власта и опозицијата и не ќе се обидеме, наша задача е пред јавноста објективно да известуваме или коментираме за настаните кои ќе следат. Искрено се надевам дека ќе има сетова позитивна разврска.